И најпрво морам да кажам дека е на некој начин навистина иронично да говориме за закон и измени на закон за студентски стандард, кога за жал студентите овие години живеат во субстандардни услови за живење. Па така, погледнете храната која вчера била послужена во студентскиот дом Стив Наумов, кој сместува скоро 2000 студенти. Нема веќе бонска продавница, имаат студентите само 2 оброка на ден. И тоа, ова е конкретно од вчера. Едно парче лепче, Господин Стефан Богоев, едно чајче, членовите 2 и 4 се расправа. Не се расправа не е за тие. И отворим расправа по членовите 2 и 4 дополнетија предлог. За законот за студентски стандард. Не, за членовите 2 и 4 закон. Повелете. Едно саламче, едно јајце и една зденка. За ручек, едно копанче, малку компирче и малку салата зелка. Ки знаеме во какви услови живеат студентите. Живеат во распаднати домови, во распаднати библиотеки учат, имаат инсекти во храната, глувци во собите, печурки растат од зидовите, паѓаат лифтовите, ладни радиатори во собите во сред зима. И ни за други работи. Дали по вас закон за студентски стандард треба само да подразбира студентски домови и да подразбира начин на стипендирање? Нели треба да подразбира попусти за студенти? Нели треба да подразбира разни бенефиции за студенти? Нели треба да подразбира овој закон да опфаќа начин на распределба на леглата во студентските домови? Да биде тоа една фина, транспарентна, јавна постапка, каде што нема партиската книшка да го игра клучниот елемент и да биде клучниот фактор на одлучување кој што ќе доби. Јас направив во контекст на овие измени, во контекст на овој закон, мини истражување со неколку студенти кои живеат во студентски домови. На нив највеќе се однесува законот за студентски стандард. Истражувањето беше за нивните трошоци. Месечно во просек еден студент троши 3282 денари за престој во студентски дом, 5000 денари за храна и тековни животни потреби, за книги 850 денари, за трошок за меѓуградски превоз, да може да замине во родното место неколку пати да си ги види блиските, 1145 денари. Или вкупно студент на месечно ниво кој студира во друг град и кој е сместен во студентски дом има минимални трошоци од 10.277 денари на месечно ниво. Наспроти минималната месечна плата во Македонија од 10.080 денари. И повторно ние со вакви измени козметички пробувате да ја замачкате работата. Што ова значи со минималните трошоци студентот и со минималната месечна плата? Родител да е примател на минималната месечна плата во Република Македонија, да ја даде и целата плата, нема да биде доволно да ги покрие минимум трошоците на неговото дете студент кој е сместен во студентски дом. Што ќе се случи ако овој родител има 2 деца студенти? Што ќе се случи ако овој родител ја послушал вашата кампања и има 3-то дете кое треба да биде студент? Еве направив и проценка во контекст на измените на законот. Овој студент кој што нема да биде примен во студентски дом и ќе биде на тој начин принуден да се смести во приватно сместување, тоа е најчесто стан заедно со цимери, со сите трошоци во просек на месечно ниво би имало околу 20 до 21.000 денари трошоци. Вкупно. Наспроти, просечната месечна плата во Република Македонија која изнесува 22.000 денари, 187 денари. Што значи? Родител на студент кој што не бил примен во студентски дом и живее во приватно сместување со цимери, има трошоци од 21.000 денари месечно за студирањето. Ако неговиот родител ја прима просечната плата на месечно ниво во Република Македонија, треба да ја даде целата плата за неговото дете студент и за родителот да преживее цел месец со останатиот дел од семејството, му останат само 1000 денари.
Мене не ме интересира за кое време и за какво време зборувате. Јас живеам сега и сакам со мојата генерација да живеам и утре. Во оваа држава, не во некоја друга. Јас сум убеден дека ваквите стиропор мерки кои произлегуваат од ваквите фасада политики кои ги спроведувате, знам дека студентите ви ги прочитаа и знам дека студентите на 11 декември правилно ќе го заокружат најважното прашање на заокружување. Ви благодарам.